Благодарам, председателе на комисијата. Еве денес прв ден на расправа, амандманска расправа на предлог законот за изменување и дополнување на законот за минерални суровини по скратена постапка. Разговараме за законско решение кое што директно е поврзано со договорот, односно договорот помеѓу владата и стратешкиот инвеститор. А истиот тој договор се крие од јавноста. Односно, ние како пратеници го немаме. Се поставува прашањето. Разговараме тука за закон, предлог закон за минерални суровини, но во суштина договорот го немаме, бидејќи ако го имаме истиот овој договор, може би како пратеничка група не два суштински амандмани, може би ќе поднесевме и повеќе амандмани со кои што ќе го подобревме ова законско решение кое што навидум гледаме дека договорот го немаме. Коректно е и за нас, пратениците, и за граѓаните, и за јавноста, македонската јавност, истиот овој договор, владата начело со Ковачевски и со Груби, истиот тој да биде јавно достапен и да биде транспарентно објавен, за да паднат веќе во вода сите овие сомнежи, сите шпекулации за криминогено, криминално дејствување на оваа влада. Бидејќи ако го немаме договорот, а го немаме, во јавноста постои сомнеж. И лично кај мене како пратеник, но и во целокупната македонска јавност постои сомнеж дека имаме тука некои заскриени игри. Луѓе, власта, односно владата, вас колеги пратеници, нели гледате дека ве мести? Зошто владата не го предложи тој закон, овој закон? Зошто владата не го предложи тој закон, него ве пушта низ вода вас пратениците, за да утре таа да биде чиста, а вие да бидете да се соочувате со истражните органи. Денес ние како пратеничка група од ВМРО ДПМН, односно пратениците кои што поседуваме сертификати за државна тајна, поднесовме барање до владата, ова за македонската јавност, поднесовме барање до владата да истиот тој договор, ако е класифициран, како што вели Груби дека бил класифициран, односно бил државна тајна, а ние можеме да го видиме тој, да го разгледаме тој договор, да ни биде даден на увид, за да може да предлагаме и да разговараме, за да го подобриме ова законско решение. Веднаш на почетокот да кажам, да ги отфрлам шпекулациите кои што доаѓаат од колегите од пратеничката група од ДУИ дека ВМРО ДПМН го кочело ова законско решение, односно сме го блокирале овој договор. Господине од ДУИ, кои што ми климате со главата, ве прашувам вас. Вчера имавме закажано Комисија за труд и социјална политика, каде што требаше да разговараме и за други законски решенија, односно други амандмански решенија за да го подобреме законот, каде што се шпекулира дека со тој закон, со законот во овој договор треба работната недела да изнесува 60 часа и така натаму. Вашиот коалиционен партнер ја откажа седницата. Не работевме. Еве на денес на Комисијата за економски прашања, колегата Велковски, кој што искрено го почитува, ја тераме работата, еве прв ден, че имаме уште еден ден, бидејќи е скратена постапка, со тоа сакам да ги отворам, да кажам дека и ги отфрлам сите шпекулации дека ВМРО ДПМН е било да го блокира овој закон за автопати. Не, овој договор за автопатите. Напротив, ние ќе го гласаме. Овој договор во пракса, во минатото сме докажале во сите влади кога начело било ВМРО ДПМН, се граделе патишта, автопати и тоа е нормално. Ако сакаме да се развиваме како држава, мора да бидеме стратешки поврзани со сите наши комшии.
бидејќи се стремиме да одиме кон Европа, овој договор и овие автопатишта, коридорот 10, коридорот 8, мора да се градат и тие ќе ги поддржиме. Но, сомнежот е договорот кој што треба да биде јавно достапен, да го видиме, тој го нема. Сега упатувам уште едно прашање до колегите од ДУИ. Овие кои што сте овдека подпишани, да не ги читам сите, 7, 8, 9 души колку се, дали вие го имате видено овој договор? Значи го има договор, така ли, господине? Го има или го нема договор? Ако го има договорот, ворете и честно е и ние да го видиме. Ако вие го знаете, треба и ние да го знаеме тој договор. За да врз основа на увидот на тој договор, ние да разговараме преку амандмани и да го подобриме истиот тој договор. Не е во ред владата на чело со Ковачевски и со вице-премиерот за ништо Артан Груби да се зацкрива за вас пратениците и овдека да ни подметнувате законско решение кое што апсолутно не е во ред и ние преку овие два суштински амандмани сакаме да го подобриме. Имено, станува збор, односно нашиот амандман е да се избрише членот, да се избрише членот 1 и да остане постоечкото решение. Зошто? Затоа што вака вели: концесијата за детални геолошки истражувања може да се издаде директно на инвеститор. Инвеститорот во овој случај е ЈПДП или Јавното предпријатие за државни патишта. Заради изградба на европски патни коридори од стратешки интерес, како што е во овој случај. Инвеститорот, ЈПДП, поднесува барање за концесија на детални геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните суровини. Јавното предпријатие за државни патишта, предводено од кадар на ДУИ, поднесува барање до надлежното министерство, тоест Министерство за економија, предводено од ДУИ, кадри од ДУИ, за добивање на концесија, за да може да се добие концесија за експлоатација на минерали во било кој дел од земјата, од Република Македонија, без претходна јавна постапка. Тоест, само со одлука на влада, со измената во ставот 7, стратешкиот инвеститор ќе може да експлоатира минерали и како што е сегашното решение 3 месеци, вие предлагате да биде наместо 3, 6 месеци по завршувањето. Имено, ако за 5 години треба да се заврши овој коридор, овие коридори, и дај Боже да се завршат, после тие 5 години, уште 6 месеци, инвеститорот, стратешкиот инвеститор, ќе има дозвола да врши експлоатација на минерални суровини, песок, чакал и така натаму, по завршувањето на овој договор. Затоа, додека е во тек оваа расправа, бараме истиот овој договор да ни го пратат од владата, бидејќи имаме поднесено барање врз основа на ова што претходно го кажав, ако е класифицирана тајна, врз основа на сертификатите кои што ги имаме како државна тајна, и предлогот наш е овој член да се избрише и да постои старото законско решение, бидејќи и со истото тоа старо законско решение овие работи може да се средат и да се завршат како што треба да биде и да го отфрлиме сомнежот дека постојат сомнежи за корупција и криминал при оваа инвестиција. Благодарам.